Дали сте слушнале за македонскиот копаничар Нестор Алексиев Мирчевски? Тој почина на 17. јули 1969 година, а беше копаничар со меѓународна слава и последен од големата тајфа на вакви уметници во Македонија. Тој зад себе остави големо дело кое се среќава во резбарските иконостаси во Македонија и низ другите балкански земји. Резбар, за кого знаеле и кој ги одушевил и поранешниот југословенски крал Александар и поранешниот југословенски председател Јосип Броз Тито. На светската изложба во Берлин Нестор Алексиев Мирчевски во 1938 година го освои првото место и беше одликуван со орден за посебни заслуги и со диплома за успешно прикажана резбарска уметност и фолклор од своите краишта. Неговите подвизи се и спасувањето на иконостасот од црквата Свети Спас во Скопје во 1944 година од грабежот на бугарските окупатори и изработувањето за 21 ден на саркофагот во Резба во 1947 година, со кој се пренесени моштите на Гоце Делчев од Бугарија во Македонија. Дали знаете дека на 15. јули 1922 година парното мало вовче Кирчо, или како што некои го вика Пампурчето, бидејќи личело на чајник, ги презеде првите патници од Ханриево, денешна населба, односно општина Ѓорче Петров, преку Групчин, Тетово, Падовина, Жеровјане, Гостивар, Кичево, па се до Охрид, со крак кон Струга и Ташмаруништа. Но и на 15. јули 1928 година во Скопје слета првиот патнички авион, Потез 29, со кој е воспоставена првата воздушна линија на релација Белград-Скопје. Авионот можел да презема само 5 патници и 290 килограми багаж.